Тинитус, зуење во ушите, е симптом кај лицата кои подолго време били изложени на бучава. Може да биде и симптом на бројни заболувања. Кај нас, за жал, на оваа тема не се обрнува доволно внимание. Според статистиката, околу 11% од населението страда од тинитус. Кои се причините? Дали може да кажеме дека представува симптом или болест? Изјавува доктор Александар Гацов. Според најновите испитувања кои што се правени, ако при појава на тинитус или бучава во ушите се започне терапија до 10-тиот ден од неговата појава, тогаш ефективноста од лекувањето е околу 70%, кој што процент не е за потценување, затоа што луѓето со тинитус, освен бучавата која што е денонокно слушаат, исто така почнуваат да имаат и други проблеми како депресии, исто така несоници, и тоа со себе води до други компликации. На прашањето, доколку станува збор за сериозно заболување, дали може да предизвика крвен притисок или тумор на ушите? Тогаш веќе има едно нарушување на слухот. Се започнува од високите честоти и обично луѓето во почетокот кога имаат бучава не осеќаат дека имаат намален слух, затоа што се почнува од високите честоти, обично од 8000 Hz, 6000, има намалување на слухот и веќе на понатаму при прогрес на самото заболување може да дојде и до поголема загуба на слухот и загуба на разговорните честоти кои што се од 500 до 2000 Hz. Третманот во лекувањето може да биде тежок и напорен, но предвременото реагирање може да ги спречи последиците кои самиот тинитус може да ги нанесе, вели доктор Гацов.